Зголемувањето на пензиите во иднина ќе биде согласно законот, односно формулата со која зголемувањето се пресметува, изјави премиерот Христијан Мицкоски за предстојното зголемување во септември. Да, тоа ќе биде редовно нивелирање, усогласување согласно закон. Знаете дека постоја иницијативи од страна на поединци, во позадина охрабрени од политички партии да предуставниот суд покренат тема за линеарното зголемување на пензиите, за да ги заштитиме пензионерите и пензиите. Понатаму зголемувањето ќе биде согласно усогласувањата предвидени со закон. Цената на дизелот и бензините од вчера повторно се покачени. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино од тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот, Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот. Така што ако ја оставиме политиката на страна и почнеме да ги гледаме бројките, ќе дојдеме до заклучок дека во моментот, бидејќи сите купуваме од исто место, не купуваме од различно место, сите купуваме од исто место нафта и нафтени деривати, граѓаните во Македонија, но и граѓаните на дел од соседните земји, доаѓаат во Македонија на бензинските македонски пумпи да ги полнат резервоарите на своите автомобили и на своите превозни средства. Цената на горивата денес на прес ја коментира и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци, што значи цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Опозицијата бледо тактизира за предвремени избори, плашејќи се од нов голем пораст на евентуално соочување пред граѓаните, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Од она кое што можам да видам од опозицијата е бледо тактизирање кога станува збор за предвремени избори или срамежливи изјави. Но тоа е што е. На нашиот мандат како влада е 4 години, наш приоритет се граѓаните, интересот на граѓаните и проектите и реформите кои што треба да ги испорачаме и кои што граѓаните ги очекуваат од владата и она што го испорачуваме во изминативе 25-26 месеци од како оваа влада избрана. Мицкоски денес се сложи со Филипче. Јас можам за прв пат да се сложам со претседателот на СДСМ дека не сме исти. Јас никогаш не би сакал да бидам ист со куклата на луѓето кои што ја уништи и ја ограбија Македонија. Ни во најлошиот сон не би сакал тоа да бидам. Така што, еве, за прв пат можам да се сложам со констатацијата од СДСМ дека не сме исти и точно, граѓаните може да направат разлика меѓу ова раководство на СДСМ кој што го води куклата на оние кои што ја уништи и ограбија Македонија и владата која што ја предводи ВМРО ДПМН. На оваа изјава денес реагира од СДСМ. Мицкоски очајно бара алиби за избори. Внимавајте, самиот кажува дека не сака предвремени избори, но истовремено моли да му биде фрлена ракавица или веројатно поточен изразот да му биде фрлена гума за спасување од страна на опозицијата. Тоа е неверојатно спротивно на она што самиот го кажува. Уште еднаш на почетокот да му порачам дека СДСМ нема да биде алиби за ова сценарио во кој што он има само улога, макар и главна, но не е режисер. Тој не сака да признае дека главниот проблем и главната причина зошто бара предвремени избори е празниот буџет.
За 15% владата ги намали цените на училишниот прибор. Оваа одлука ја донесе на денешната редовна седница и ќе трае до 30 септември. Со оваа одлука, трговците на големо се задолжуваат цените на училишниот прибор да ги намалат за најмалку 10%. Додека пак трговците на мало се задолжуваат да обезбедат намалување од најмалку 15%. Мерката опфаќа широк спектар на производи кои се неопходни за почетокот на учебната година. Ќе ми дозволите овде да ги набројам се со цел да бидат семејствата и граѓаните запознаени. Ранци и ташни, тетратки, блокови, колажи, моливи и пенкала, боици, пластелин, теста за моделирање, подлоги, фломастери и текст маркери, темперни, акрилни и водени бои и четки, линијари и дидактички материјали, острелки и гуми за бришење, детски ножици, футроли, лепила, шестари, дигитрони, украсна хартија, папки, картонски ташни, како и материјали за изработка. Практично се што е потребно за стартот на учебната година. Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Тоа значи дека во овој период граѓаните треба да имаат можност да ги набават производите опфатени со мерката по намалени и јасно означени цени. Ова е конкретна мерка насочена кон директна поддршка на семејствата во период кога имаат зголемени трошоци за подготовка на децата за новата учебна година. Намалувањето на цените на училишниот прибор е уште еден чекор во насока на заштита на животниот стандард на граѓаните, како и намалување на притисокот врз семејниот буџет. Почитувани граѓани, нашата цел е јасна. Родителите да можат да го обезбедат потребниот училишен прибор за своите деца по пониски цени, со јасно прикажана базична, но и намалена цена и со правила кои важат подеднакво за сите трговци. Во новата учебна 2026-2027 година досега се запишени околу 14.500 првачиња. Но бројката не е конечна, бидејќи уписот на учениците кои го пропуштиле рокот ќе трае до крајот на септември. Оваа година се запишани околу 14.500, но потенцирам дека не е дефинитивна бројката, затоа што веќе кажав, во тек на целиот месец август и во тек на цел месец септември ние дополнително запишуваме првачиња кои закасниле на повикот за упис во прво одделение. Министерката за образование Весна Јаневска информираше дека учебниците за учениците се дистрибуирани и веќе се наоѓаат во училиштата. Учебниците се веќе дистрибуирани и се наоѓаат во училиштата. За прв пат годинава ние го имаме тоа завршено многу порано пред почетокот на учебната година. Во меѓувреме продолжува и оптимизацијата на училишната мрежа. Како дел од реорганизацијата и воведување едносменска настава, се очекува природно да бидат затворени 26 рурални училишта во кои нема запишано првачиња и има многу мал број ученици. Што ќе се случи со училиштата кои немаат ученици, ќе бидат природно затворени оваа година. Очекуваме да завршиме со бројка од 26 затворени рурални училишта во кои нема упис. Црна Гора би можела да влезе во клучната завршница на преговорите со Европската Унија уште оваа година, со сценарио според кој преостанатите поглавја би биле затворени до крајот на 2026 година, а првиот нацрт на договорот за пристапување би можел да биде подготвен до крајот на септември. Според информации на медиумите, во Брисел се разгледува забрзувањето на процесот. Црна Гора во моментот ги има отворено сите 33 преговарачки поглавја, од кои 18 се привремено затворени. Последни беа затворени поглавјата 8 конкуренција и 29 царинска унија на 14 јули во Брисел. Така на Подгорица остануваат уште 15 поглавја до целосно завршување на техничкиот дел од преговорите. Пожарите продолжуваат да создаваат сериозни проблеми во Србија, каде што во моментов се активни 29 пожари на отворен простор. Само во текот на август досега се регистрирани 3926 пожари, поради што на терен се ангажирани сите расположливи сили. Меѓу активните пожари се и оние на планината Столови, во селото Луково кај Врања и на Златибор. Во гасењето учествуваат припадници на противпожарно-спасувачките единици, доброволни пожарникари како и меѓународни тимови.
Во гаснењето на пожарот во селото Луково кај Врање вклучен е рускиот авион Ил-76. Во гаснењето на пожарот во Делиблатската пескара учествуваат и европски пожарникарски тимови. Европската унија подготвува сеопфатна реформа на процесот за проширување, со која се воведуваат построги проверки и постепена интеграција за земјите кандидати, најави еврокомесарката Марта Коз во Загреб. Планот треба да овозможи функционирање на Унијата со повеќе од 30 членки и да спречи уривање на европскиот систем однатре. Новиот пристап предвидува земјите кандидати постепено да влегуваат во одредени европски политики и програми како што ги спроведуваат реформите, наместо да чекаат полноправно членство за каков било пристап. Истовремено, Брисел воведува механизми за суспензија и заштита со цел идните членки да не можат да ги блокираат заедничките одлуки или да отстапат од владењето на правото по зачленувањето. Советниците на општина Пехчево и градоначалникот Александар Кејтански на денешната седница на Совет ја отфрлија иницијативата за изградба на дата центар во општината. Одлуката беше едногласна, а се однесуваше на точка од дневниот ред, која беше инициирана од граѓани собственици на имот во општината. Значи, тоа е почеток, тоа е иницијатива. Значи, треба да разбереме, значи, барање за иницијатива и барање за одобрение за градба. Значи, ние тука немаме барање за одобрение за градба. Тука имаме, значи, таа процедура се тера време, тука имаме земјоделско земјиште, кои подносителите се собственици на тоа земјоделско земјиште. Тука тек треба да почне постапка за пренамена на тоа земјоделско земјиште во градежно земјиште. Значи процедурата е голема и има тука релевантни институции дека тие даваат своje мислење. И повеќе нема да должа. Мојот став е тој, точката од дневниот ред да се тргне, да се свали и да престане тука и да видат граѓаните дека општина Пехчево и градоначалникот и советниците работат за граѓаните на општина Пехчево. Во врска со изградбата на дата центри во државата, ставот на премиерот Христијан Мицкоски е следниот. Како инженер и како човек кој што вештачката интелигенција и податочните центри или дата центрите се лично за мене новата нафта. Лично за мене се новата нафта. Ако ние сега не го препознаеме тој момент и не обезбедиме услови со што нормално ќе биде заштитена и животната средина, граѓаните и така натаму, тогаш ние не можеме да обезбедиме долгорочен раст на државата и на македонската економија. Вакви проекти според Мицкоски рушат одредени луѓе. Истите тие се најгласни кога стануваше збор за инвестицијата за антимонот во Луки. Истите тие се кога станува збор за инвестиции во рударството, кога станува збор за златото и така. Тоа е што го имаме ние. Ние сме држава која што не излегува на море и тоа е она кое што го имаме како држава. Истите тие се против изградба, не знам, и на хидроцентрали и така натаму. Зборувам под услов сите законски прописи да бидат запазени. Тие се истите против и изградба на дата центри или податочни центри. Против изградбата на дата центар во Пехчево на социјалните мрежи во изминатите денови, особено вчера, имаше големи реакции од членови на одредени политички партии кои немаат советници во Советот. Изградбата на дата центарот ја представија како еколошки и потенцијален здравствен проблем за граѓаните. Расне бројот на запишени средношколци во општина Пробиштип. Политиката на стимулирање на учениците во текот на целата година носи резултати кои годинава се најевидентни. Оваа година имаме запишано повеќе од лани, односно имаме 81 средношколец за кои што општината обезбеди по 2000 денари помош во текот на целата учебна година и со тоа ги стимулираме сите наши ученици да останат овде во нашите стручни училишта и во гимназијата, а со тоа се надевам дека ќе го потикнеме и квалитетот на образованието, меѓутоа ќе ги потикнеме и на нашите најмлади да останат овде во нашата општина да живеат и да работат. Напорите на општината и ефектот ги потврдува и директорот на Средното општинско училиште Наум Наумовски Борче, Јонче Ѓоргиев. Америка вроди со плод и од година на година би кажал дека кај нас се запишуваат повеќе ученици. До почетокот на учебната година има уште една недела, но училиштето е комплетно подготвено, објаснува Ѓоргиев. Ги заменивме сите стари застарени врати, некаде на број околу 30 со 5 нови врати, така да можам слободно да кажам дека с 1 септември учениците на број вкупно 301 можат да
дојдат и за нас училишната година да започне успешно. Со донација од општината во училиштето постојано се подобруваат условите за учење, но и условите за рекреирање на учениците. Набавен е апарат за прочистување на воздухот, а наскоро со работа ќе започне и фитнес центар. Неискористените простори во општините може да станат градинки, зашто Министерството за социјална политика, демографија и млади ги информира општините за можностите што ги нуди јавниот повик за грантови за проширување на капацитетите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст. На работна средба со градоначалници и представници на општините беа презентирани условите и начинот на аплицирање, како и стручната поддршка што ќе им биде достапна при подготовката на проектните апликации. Посебен акцент беше ставен на можноста неискористени училишни и општински простории да се реновираат, адаптираат и опремат и да се пренаменат во простории за згрижување на децата, објави министерот Ѓоко Велковски. Јавниот повик е отворен до 30 септември 2026 година, а проектната единица ќе обезбедува стручна поддршка за општините во процесот на аплицирање. Од Министерството посочуваат дека преку партнерството со локалната самоуправа и подобро искористување на постојните простории се создаваат нови можности за најмладите и подобри услови за нивните семејства. Од утре Виница низ 6-дневна програма одбележува 82 години од ослободувањето. За почеток на платото пред Домот на културата е предвидена проекција на шпанскиот филм 15 години и 1 ден, за да наредниот ден на 27 август македонската армија организира презентација на воена опрема. Во деновите 28, 29 и 30 август ќе биде положено цвеќе пред споменикот на паднатите борци во Блатец, проекција на филмот до Балчак, одбележување на верскиот празник Свети Јоаким Осоговски во Екимово и одржување на традиционалната трка Чупино трейл. Последниот ден од програмата, 31 август, е предвиден за децата и театарска представа. Динамично и забавно ќе биде и во Македонска каменица, каде од утре па до 28 август ќе се реализираат 12 културно-забавни содржини за сите генерации. Програмата започнува од 26 август. За тој ден најпрво ќе има чест програмата да ја отворат Звездичкиот детскиот фестивал. Потоа тука редовно како гостини се културно-уметничкото друштво Вера Јосич, кое што има долгогодишна традиција, па победникот на звездите на Гранд Бојан Илиевски, потоа популарната рап група Тајзи и на крај се завршува со популарни диџеи звезди. За 27 е предвидена повторно детска представа Жижи, па гостин ќе ни биде Филип Александровски, кој што има потекло од Македонска каменица, и вечерта ќе продолжиме со Мирзо Селимовиќ и на крај ќе завршиме повторно со диџеј. За 28 на финалната вечер повторно имаме детска представа Биби и Боби, така што им даваме особено значење на малите, затоа што тие се и најверната и наискрена публика. Пред група на Ацо Пејовиќ, кој што ќе биде главна звезда, е Blue Band и на крајот вечерта повторно ќе заврши со диџеј. Во оваа прилика ги поканувам сите граѓани на Македонска каменица, нашите гости од околината, нашите каменички селеници да бидат дел од овие 3 дена, да уживаат во програмата и заедно да создаваме убави спомени. Изминатиот викенд во Северна Јапонија околу 1800 луѓе учествувале во несекојдневен подвиг, каде што со заеднички сили ја поместиле кулата на замокот Хиросаки, тешка дури 360 тони. Со помош на јажиња и ваљаци, историската градба била поместена нешто повеќе од 2 метри, за да и се приближи на својата изворна положба во рамките на големиот проект за обнова. Настанот привлече учесници од различни делови на Јапонија, но и од други краишта на светот. Кулата претходно било привремена поместена заради санација на камениот зид врз кој што стои, а кој бил оштетен во силниот земјотрес во 2015 година. За незиното поместување била користена традиционалната јапонска техника хикија, во чии рамки градбите се ставаат на ваљаци и се поместуваат без расклопување. Утре времето сончево и топло со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 22%. Температурите по градовите се следните:
Штип и Карбинци со по 34 степени, Проби Штип 33, Чешиново Блешево 34, Кочани 33 степени. Во Виница температурата до 33 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 32 степен, а во Пехчево и Берово максимални 28 степени. Според православниот календар, утре е ден на светиот маченик Иполит. Католиците си спомнуваат за Руфин.